Втор ден од посетата на заменикот помошник државен секретар на Соединетите Американски држави во Македонија, денеска средби со државниот врв и лидерите на македонските политички партии. Деспина Тодоровска ги следи средбите, ја имаме во живо во овие вести. Деспина, кои беа пораките на денешните средби? Иван, прв на денешната агенда на заменик помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во Стейт Департментот Хојтији утрово беше председателот Ѓорѓе Иванов. Како што информираат од неговиот кабинет на средбата со Хојтији, Иванов уште еднаш го повторил својот став дека нема да го додели мандатот за состав на новата влада, се додека претходно не добие гаранции од лидерот на СДСМ Зоран Назаев за заштита на унитарноста на Република Македонија. На оваа средба Иванов исто така посочил дека е неопходна поголема политичка волја од сите политички чинители во земјава за надминување на правните, но и на политичките пречки за доделувањето на мандатот за состав на новата влада. И во оваа насока за надминување на овој проблем, Иванов на средбата со Хојтији исто така побарал и помош од Соединетите Американски држави како стратешки партнер на Република Македонија. Во средбата со Иванов, Хојтији во собранието на Република Македонија исто така оствари средба и со Талат Џафери. По оваа средба Џафери во куса изјава за медиумите рече дека присуството на високиот американски представник во земјава е уште една потврда за поддршката на Соединетите Американски држави за враќањето на стабилноста и функционалноста на институциите во Република Македонија, вклучително и во собранието. Еве дел и од неговата изјава. Изменивме доста разговори по однос на потребата да стабилноста и делувањето институционално на собранието да се врати во функција, да што побрзо сите ги заборавиме последиците од 27 април. По средбата со Талат Џафери во собранието на Република Македонија, Хојтији исто така оствари средба и со лидерот на СДСМ Зоран Назаев. Како што се вели во нивното партиско соопштение, во следниот период СДСМ повторно ќе го побара мандатот за состав на новата влада од председателот Ѓорѓе Иванов со известување дека постои ново парламентарно мнозинство во собранието, но и со доставување на програмата на новата влада која според СДСМ ја гарантира унитарноста на Република Македонија. На средбата со Хојтији, како што информираат од СДСМ, заеднички биле осудени инцидентите кои во четвртокот вечерта се случија во собранието и заеднички била констатирана потребата од смирување на тензиите во земјава. Во овој момент се уште во тек и средбата на Хојтији со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во исчекување на партиското соопштение. За сега нема подетални информации за тоа какви пораки биле разменети на оваа средба. По завршувањето на сите своји работни активности, по завршувањето на сите своји средби кои Хојтији во изминатите 2 дена ги оствари овде во Република Македонија, за доцна попладнево е најавена и неговата изјава за медиумите овде пред резиденцијата на Американската амбасада во Скопје, а неговите ставови, Иван, гледачите ќе можат да ги погледнат во дневникот во 19 часот.